плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат. Гости. Сега бих искал да поканя и да дам думата на нашите гости днес. Давам збор на председателя на македонския президент Стево Пендаровски, шефа на кабинета Миле Божняковски. Почитувам Наталази, благодарам на поканата. Работи и посетувам случка на дете. Рекал дека не може да направите на така што покажа много добро Овој клуб отворен, македонски, со што е потврда дека и од оваа страна на границата македонскиот идентитет е константа, македонскиот народ, македонскиот јазик. И е добро што застануваме сите вака обединети, гледам и други политички партии одека, гледам и представникот кај председателот на државата. За жал, не можам да видам никој од кабинетот на премиерот, што наистина представува голем пропуст и понижување на македонскиот народ, но тоа е тоа. Тие си знаат зошто тоа го прават и која е нивната цел. Ова беше исклучително голема можност да се обединиме, да застанеме позади македонскиот народ, одека во Благоевград, да го поддржиме овој клуб, затоа што овој човек и во историјата и сега зближувал, поврзувал, а не разделувал. Така очекувам и овој клуб овде во Благоевград да ги зближи, да ги доближи македонците во Бугарија и нека ни е идеја и нека ни се множат вакви клубови на секаде во светот каде што има македонски род и македонски народ. Ви благодарам. Демократскиот сојуз и чест и задоволство ние што ви даваме поддршка за да отворите ваков клуб и давам поддршки и повеќе вакви клубови да се отворат не само во Бугарија и во другите наши места. Благодарам на поканата. Господин Никодин Царкински. Здраво, добро се најдовме во убав нов клуб, што го прават на Македонија. И потражуваме од срце и даваме голем congratulations, кажа по-англиски. Истина, тој е голема сила, голема храброст. Ама нешто што и повеќе треба да прават, за да се знаат повеќе како македонци. Јас пред многу години, кога се познаваме, се викај, правите една мала црква. Оти црквата го бере народот. Ако ние не правили црква во гејски дел на Македонија, денес неки нема признаја. Црквата, ако сака со Господ напред, година ќе ја осветиле на месец мај, на почеток јуни. И бројниот дел што сега е превремена црква, ќе биде клуб. Там ќе има библиотека со македонски книги, што ми имат на мен подарени. Барем имам јас 200-300 фари од нас писатели. Република Македонија, македонци што живеат у Канада и Америка. И тоа ќе биде најубавата работа. Многу пата мен ме прашаја, тоа не го кажувам, да не испаде ништо оти за против нашите владици. Не. Оти на време ми викаја за владика и сега и нив ме прашаат. И јас сам го поставувам тоа прашање.
Ки сакаш да бидеш владика или да бидеш црквата. 1000 пата на тоа место да биде црквата, црквата ќе стане у вековите. Знаат, македонци живеат младите од Егеждана од има црква, троп по троп, ќе се штопljуват и ќе си посакат нејното право. Тој ќе биде и на историчи храм. И мислам, на кратко време, замислиме ќе правиме исто црква и у Лерин, што там народите е още по-чист од Воденци. И тие се та работи. Да видиме денес у диаспората, ако не бијат црквите, ќе постојаја македонци, или ќе постојаја и грци, или ќе постојаја и бугари. Диаспората и држа тие, црквите и држат македонците или другите националности живеат народ во нејта родна земја. Затоа идејата ва не е моја, ама така веле само тоа ние што сакаме да го направиме. Уште еднаш ви честитам срдечно, да бидете живи и здрави, да не се плашиме, напред се за Македонија, за македоништината, секаде што живеат македонци во светот, да бидеме живи и здрави, да биде жива Република Македонија, да живеат живи македонски перински дел, да би добро и Господ се да не покрива со нејната рака и да не има нејната река. Името на Левица сакам да честитам на храброста на нашите сограѓани, на нашите сонародници од Пиринскиот дел на Македонија кои што се посмелија на ваков чекор после 16 конечни пресуди кои никако да се извршат. И веднаш се гледа разликата помеѓу бугарските клубови во Македонија кои што носат име на фашисти и нашиот клуб македонски Одека кој што носи име на антифашист. Ние како левичари, има нешто и од левицата, и од десницата, и од центарот имаме представници. Жалосно што нема представници од официјалните органи. И битоа се надевам дека во иднина она што е нормално да се отвараат клубови кои што ќе поврзуваат, а ние имаме многу заедно со бугарскиот народ. И дека вакви ликови кои што не поврзуваат ќе бидат имиња и на бугарските клубови во Македонија, а не како сега да ги сваќаме како провокација. Честитам на храброста на овие луѓе кои што целиот живот го имаат посветено на оваа кауза и мислам дека не сме ви ни до колената ние како политички активисти за храброста која што вие ја покажавте, имаме многу да учиме од вас. Секогаш ќе имате поддршката од Левица, било како опозицијска или утре како владина или позицијска партија, вие како македонци од Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија секогаш ќе имате пријател во нас. Уште еднаш честитки и ви благодарам. Обединена македонска диаспора и единствена Македонија на чело со Јанке Бачев. Също така генерал Драган Ковачки, депутат Александър Пандов, Патриотски институт Гоце Делчев. Благодариме ви. Франция, Светскиот македонски младински конгрес од Бохум, Германија, од Холандија Институтот за македонски студии Хелиос, глобално движение Ние сме Македонија Вашингтон и иницијативата Македонците во светот Вашингтон. Истрајност ве доведе до реализирање на она за што со години се боревте. Не со оружје, туку со меѓународно право на ваша страна. Овој успех е резултат на вашата посветеност и одлучност за тоа што сте и кои сте. Свесни за вашата Македонскиот културен центар во Благоевград Никола Вапцаров. Искрени честитки за овој огромен успех со надеж дека ова ќе биде само потакос и почеток како треба да се одвијат вистинските пријателски и добрососедски односи меѓу Македонија и Бугарија. И самото име на клубот е име на човек кој, како што вели академик Гане Тодоровски, е рожба на отробата на овој народ и на ова земја и дека најубавите стихови што ги
изпишала неговата творческа мисла са връзани за Македония. Со именуването на клубот со неговото име му се отдава вистински и искрена почит. Несомнено дека со отварянето на Македонския културен клуб Никола Вапцаров. Само кратко ќе ја поздравам, бидејќи на границата имаше гужва, сега само се влегувам. Морам да ви кажам дека силна е возбудата и радоста кај мене денеска, што сум тука со вас, мои драги македонци и македонки, колку сакат нека провоцирате, ве слушаме тука некои провокации од надвор, меѓутоа добрата работа е, работите се менуваат, зидовите на поделби паѓаат. Јас еве директно пред 3 дена бев во Егејска Македонија и таму во наша македонска црква на македонски јазик за прв пат одржав архивариот Никодим Цар, јас за прв пат одржа богослужба, верували или не, на македонски јазик во Соботско, во срцето на Егејска Македонија. Мора да го живееме нашиот сон, зидовите паѓаат, да сте живи и здрави, чудата се возбржни, па да се гледаме повторно. Благодарам. Ја викам шу за стара, влезе у нас. Влезе бе се буткаше со тоа. Добро, ама со нели тоа е све организирано. Ова е интересно, ево. Не беше интересно кој ја ще ни пријачи. Искам и го тргнем. Да. Да говори. Забавя само коментира с това. Добре, забравяме. Може го стараме, може да е. Хоće E pa dobro, samo ne može da se filma, zivam da nikad budete stane na Ajde go blago. дека рано или късно македонците ќе добият оние права што ги имат сите демократични држави. Ние имаме право на това. Целият живот ни е минал борби срещу оние, които не сакат Македония или я сакат да я преземат. Но ние я сакаме нашата Македония и не се срамуваме дека сме македонци. И ви молям, не се срамете никогаш. Това е за нас гордост. Бог да не благослови.
Да го поддржиме отварањето на новој клуб, да ги поддржиме нашинците, македонците од оваа страна на границата и да испратиме јасна порака дека ние сме македонци кои што зборуваат македонски јазик и доаѓаат од Македонија. И за тоа во 21. век веќе не треба никој нити да има дилема, нити треба воопшто да разговара. Треба да се почитува правото на самоопределување, а нашето право да се самоопределиме како македонци е неприкосновено и загарантирано со сите меѓународни акти. Затоа сме денеска тука да ги поддржиме нашите македонци во Бугарија. Защо тогава... Олег, еден по еден ќе ви дадам одговор на сите. Повелете. Защо тогава в Северна Македонија не признавате клубовете на българските македонци там? Како? Защо не признавате правото на българските македонци да откриват клубове в Македонија? Кој не го признава правото? Со македонскиот устав правото на сите малцинства е загарантирано. И македонскиот устав е согласно буквално сите меѓународни норми и правила. Прашањето е зошто правото на македонците во Бугарија не е признано. Ние говориме за Вие бугарските власти дека вие сте причината која подгрева тензии помеѓу двата народи. Како коментирате? Ние сме причината која што обединува, а не подгрева тензии. И ние како македонци сме горди што сме денеска овдека и можеме да го поздравиме отварањето на овој клуб. Българския устав няма малцинства. Македонскиот народ има право овдека да се самоопредели како македонски народ. Както и българският народ в Северна Македония. Никој тоа право не го спори. И секое малцинство во Македонија си има своји права загарантирани со уставот, имаат права да се определат и тие според последниот попис 1500 семејства, 1500 бугари во Македонија има право да се определат на тој попис како македонци с български паспорти. се опоставиле ли прашањето зошто пред влезот на Бугарија во Европската унија имаше 0 македонци со бугарски пасапорти. Тие се македонци и тие се сакаат Македонија, поради определени економски причини, можеби некои од нив одлучиле да извадат пасош. Инаку, македонското право на самоопределување е неприкосновено и треба да го почитуваат сите, посебно земјите членки на Европската унија, на Европејскиот сојуз. Ви благодарам. Господин Мицкоски, ще Ви благодарам. на един от водачите на ВМРО. Моето име е Христијан. Се презивам Мицкоски. Немам намера никогаш во животот ничие име да негирам, нити сакам моето име, нити на партијата на која што сум председател, некој има право да го негира името. Натрешната македонска револуционерна организација се борела за независна македонска држава во срцето на Балкана. Ви благодарам. Предател на Българија си ти, бе! Кој краде флашка, бе? Нема никаква флашка. Кој краде флашка, бе? Момчето, дръж горе. Момчето, вурт! Ей! Бендела, пасиев! Върни флашката, бе, крадец! Ей, крадец! Предатели, родостъпници! И ете, се вративме, слава му на Господа Исуса Христа од Благоевград. Се отвораше, а во исто време гледаме дека и се затвораше Македонскиот културен центар и дека се уште од онаа страна на Пирин планина не се дозволува суштествување на македонците. Пиринска Македонија, која е одземена од Македонскиот полуостров, припоена кон Република Бугарија, каде што се носени македонци по затвори, убивани, имаме сведоштва, лично сум снимал повеќе, не признава, няма таков јазик, македонски јазик, не признава македонски народ. И ја видовме сета таа злоба на медиумите која беше дојдена да ги распарчи луѓето. Како што ми вели еден пријател од Сандански, видели каква злоба, каква омраза има во задоеноста. Няма македонци. До вчера песните македонски им ги забрануваа на луѓето. Денеска ги преправаат, ги препишуваат песните, луѓето ги криеа касетите, дома слушаа за затворени прозорци, ролетни врати. Денеска велат дека се нивни. И наместо Бугарија да се покае, членка на Европска унија и НАТО, нели,
да признае македонци, да ги признае македонците, да им се извини за жртвите во Втората светска војна, бидејќи беше на страната на фашизмот. Та продолжува да го тера гревот, не признава Македонија и македонци. Значи, две земји во Европска Унија, тука е и Република Грција во Егејска Македонија, нема таков јазик, не признават македонски јазик, не признават македонци и прават една, како да речеме, татко на лагата е сатаната, дека тие се македонците во однос на Егејска Македонија, тоа се маџирите дојдени од Азија, избегани од грчко-турската војна. Тие се македонци, а овде во Бугарија ми вели една новинарка, па мајка ми одберува, јас сум българска македонка. Видете, јас не им забранувам да бидат български македонци, но оставете не ние да бидеме македонци. Кога и кажав зошто сте го ставиле овој човек во затвор, Исус Христос нас не запишал. Од друга страна имам уште една сила, Албанија, која прави голема држава. Сака да ја земат и да ја поделат територијата. Две големи сатански масонски организации, НАТО и Европска Унија, кои покажуваат дека нема никакви човекови права, ги негираат македонците. Откровение 16:16 ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон. Најмалку што можат да сторат бугарските политичари да се покајат, да се извинат за злоделата што ги правеле врз Македонија и македонците. Да ги отвориме границите, да живееме како браќа и пријатели, истото се случува и со Грција, и тие вршеле етничко чистење. И албанците беа на страната на фашизмот. Вршено е етничко чистење. И нас не тера да подпишуваме разни сатански договори, Преспански, Пржински, Рамковен, Тиранска платформа, Турано-татарски договори, кои се самите по себе излегуваат од законот на љубовта, бидејќи заповедта на нашиот Господ Исус Христос, која запишал, именувал и создал Македонија е љуби го својот ближен како себе си. Така да сите овие народи со сета таа лага и омрза кон Македонија, водачите на државите, целиот народ, бугарите, грците, албанците, ги носите во проклетство, бидејќи не го покајувате гревот. И она што апостол Павле го кажа на израелците, крвта ваша на главите ваши. Македонија, македонците и Израел, израелците, се двата сведока кои последни ќе останат пред да замине овој свет во ново небо и нова земја. Македонци има, суштествуваат, постојат и во Егејска Македонија, и во Пиринска Македонија, во цела Бугарија и Грција, и во Албанија. Во Албанија нема рамковен договор да може да зборуваат на својот македонски јазик како што сакаат. Видете, не може законот да важи само на еден дел. И ние не сме условени од луѓе, од постмакедонски идентитети, примитивни народи кои не можат да го љубат тој што е поинаков од нив. И тука паѓа целиот концепт на таа НАТО, каде што тие не примаат нас, не го примаат некој народ што не суштествува. Значи, ние не сакаме да одиме, и ако направите референдум, ќе видите дека македонците не сакаат да одат таму, ниту европејскиот концепт, каде што во Европска Унија во две земји македонците немаат човекови права и земја членки на Европска Унија не признаваат македонски народ и македонски јазик. Бог ги дал имињата, Таткото Небесен на нациите и народите. Ние сме запишани македонци, Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски во Светото Писмо, кое не се брише и не се враќа празно. Исус ќе дојде и ќе има отплата, така да сатаната заробува цели нации и народи во одредени стратегии и лаги дека нема македонци, дека Македонија е нивна, Македонија е на Исус Христос. Земјата, човекот е од земја и во земја ќе се врати. Ние не сме условени дали вие ќе не признаете. Ние, ако вие не признавате дека има македонци, македонци има, и она што Исус го вели, само тоа што е во мене вистински суштествува, сето друго заминува. Татко Небесен, во името на Господ Исус Христос те молам да им простиш, не знаат што прават, да им ги отвориш срцата, очите и умот на бугарските, грчките и албанските политичари, да не сакаат да ја грабнат Македонија, земјата, да го бараат Царството Божјо и да влезат во законот на љубовта, љуби го својот ближен како себе си, а јас не можам да се откажам од македонците, од Егејска Македонија, Пиринска, од Јонска, од Албанска Македонија, во македонците во Албанија.
Например, во Драч е посејан гроб, надгробен споменик, паднав во македонската земја, од античка Македонија. Паднав во македонската земја, Зотикос од Драч. Надгробен споменик во Дион, светиот град на македонците, умрев рано и телото го предавам на земјата Македонија која е љубев. Ние зборуваме за Македонија, македонски полуостров и постмакедонски идентитети затруени со мразата. Можеме да живееме во духот на Исусовата љубов, но нема да се откажеме од своите браќа. И сите договори што сте ги подпишале се ништожни, бидејќи се надвори против волјата на македонците, не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Тоа значи да го љубам својот ближен како себе си, македонците. Во Разлог, Петрич, Кремен, Мосомиште, Новолески, Сандански, Петрич. Македонците да ги љубам во Воден, Овчарани, Забрдени, Лерин, Костур, Ксено Неро. Нели, ние зборуваме за да останеме на страната на љубовта. Господе Исусе Христе, те молам да ставиш рака, да им ги отвориш срцата на политичарите во Бугарија, Грција, Албанија, Србија, НАТО и Европска Унија. И да живееме во Твојот мир и во Твојата љубов. Ја враќам и ја предавам Македонија во Исусова собственост. Давам одврзани раце на ангели, ангелска војска помагачи да доаѓаат и да ни помогнат. Ако непријателот надојде, како река, ти ќе го изгониш. Борбата не е ваша, туку е моја. Твоја е, Татко Небесен. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, низ мене, во Македонија. Исус живее. Не зборувам религиски, не го зборувам за книга која не се брише Светото Писмо, каде сте запишани Македонија, македонци, благодатта Божја, дадена на црквите македонски. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.